Не секој можеше да влезе во театарот. Мораше да има талент, предиспозиции за тоа. Јас веројатно од моите родители сум наследил некои гени кои што ги носам и денеска. Моите деца не се. Ќерка ми е новинар, син ми е информатичар. Среќен сум што не се во оваа професија, во оваа фила. Кога ќе изиграш нешто, ќе те викне и Дарко или Гешо или Личко, ела ваму шо правиш ти таму на сцената? Ние сме договорени, друже Личко или Дарко, договорени сме, Гешо, со режисерот. Што режисерот, тој не е на сцена, ти си не чини ова, море. Ние бевме позади сцена, ги гледавме сите проби, сите представи. Сега имам некои колеги, ќе дојдат 5 минути пред представата. Има разлика, а? Значи, сепак има огромна разлика. И нивниот збор значеше многу. Секоја представа се гледаше од уметнички совети. Ние како актери сакавме да ги гледаме представите на нашите колеги, да му сугерираш. Не беше како сега што сакаат да го кажуваат тоа демек бифето ни било само за пиење. Не. Ние во бифето покрај многуте работи кои што сме ги правеле, најмногу сме се дружеле за да си кажеме за време на пробата кај сме сгрешиле, зашто тоа беше продолжување од факултетот за драмски уметности, затоа што тука беа доајени на југословенското глумиште.